Идеме. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Уште една емисија, Јади Бурек. И после подолго време, мојот пријател и гостин, доктор Драган Даниловски е со нас во студиото. Докторе, добро вечер. Аншанте, особено задоволство и чест ми представува што сте вечерва со нас во студио. Се надевам дека ќе поразговараме за интересни теми. Ја барем ги имам акумулирано, а во нашите приватни разговори често пати сте ми помагале многу со совети, кои после сум ги пренесувал на гледачи, но еве некако се акумулира доста време. Можеме да направиме, да почнеме постфестум. Бевте тука за нас. Чекај, земи воздух и кажи го на главното што си го подготви. Само едно подготвив за вас. Докторе, моја особена чест, поклонение и благодарност до тебе, негово кадар те молам, за целата твоја несебична помош за сите оние години за време на короната, кога луѓе страда, кога се мачеа и здравствено и психички, бевте секогаш тука, или како гостин, или се јавувавте по телефон, им помагавте несебично на сите. Да ти се заблагодарам за брат ми, за кој во 2 сабајле, ништо без никаква должност да го правиш тоа, им помагаше, и многуте илјадници луѓе кои јас ги познавам, на кои сте им помогнале. Но пред се, од името на јавноста, на моите гледачи, мое поклонение јавно, понизно, затоа што сметам искрено, без никакви лажни флоскули, да ви ласкам, да ви се заблагодарам, оти мене ми е ова потребно, да сватиме, затоа што стварно ни бевте водич и светилка во еден момент кога ја изгубивме и верата, и Бог, и не знаевме што да правиме, и така натаму, за несебичната помош, за несебичното залагање, сеопшто за целиот народ, ја искрено ви благодарам. Тоа е мојот вовед, не мора ништо да кажете на ова, а можеме да почнеме, еве, која ја спомнав короната, поминаа години, една реминисценција, ништо се поминавме, бидејќи, ако забележувате, кога ќе помине лош период, народот сака да заборави. Што е добро, заради ментално здравје, но лошо е што после не ги научуваме лекциите како да се однесуваме за следната криза. Па ве молам едно ваше размислување. Па да, помина пандемијата, има една не баш голема временска дистанца од која што може објективно колку толку да се анализира што се случуваше, што чинеше, што не чинеше и така натаму. Мислам дека е доволен периодот за да се извлечат некои заклучоци и поуки. И од една страна, како ние како граѓани кои што бевме протагонисти во целата или жртви во целата таа катастрофа, и од друга страна поуки за и сознанија за функционирањето воопшто на системот околу нас, на институциите. Дали бевме или не бевме спремни за такво нешто. И заклучокот е дека не бевме на двата фронта спремни. Не бевме, ние како граѓани бевме
ќе употребам српски збор, улјулькани, онака заспани во едно самозадоволство, дека живееме во благосостојба, во во модерно општество со технолошки придобивки, со добар стандард генерално и така натаму. Меѓутоа, заборавивме дека токму современата медицина е причина и современата наука е причина за таквата благосостојба. Продолжување на животниот век, да речеме пред 70 години било околу 40 години, сега просечно е некаде 75-6, барем кај нас, во други земји и 80 кусур години и така натаму. Значи, тоа се се придобивки на современите научни сознанија и современата медицина. И тука ќе ги спомнам вакцините, кои што направија да навистина страшни, катастрофални, фатални заразни болести станат минато и тие паднаа во заборав. Така што кога пак се уште зборувам за личната психологија на еден просечен граѓанин што се најде соочен со наеднаш пандемија. А пандемии имало во историјата многу. Да не спомнувам пандемиите на колера, пандемиите на црна чума, на црна смрт, така наречена, која што десеткуваше 50% и повеќе од населението на Европа некаде крајот на 14. век. Значи, такви состојби, такви ситуации имало во историјата, ама тие се заборавија, затоа и се заборавија дифтерии, се заборавија како изгледа клиничка слика на тетанус, тие страшни грчеви кај деца и кај родилки и кај други. И сето тоа благодарејќи на вакцините. И наеднаш, кога и за болеста која што ја предизвика пандемијава на COVID-19, кога беше пронајдена вакцината, експериментална се уште беше понудена да се употреби за да се сопре страшното штампедо кое што вирусот го правеше низ целото човештво, нели, почна наеднаш отпори и така натаму, сакаат да не чипираат, да го контролираат населението, центри на моќ и така натаму. Како и да е, психолошки не бевме подготвени да се соочиме со таквиот предизвик што го донесе пандемијата. Настрана и вакцините и се генерално земено. Имаше паники, се покажа дека организацијата генерално во справувањето со пандемијата беше едва и со преодна оценка и на тоа најмногу кумуваше Светска здравствена организација со контрадикторни, со контроверзни ставови, што дополнително внесе еден сомнеж дека има нешто испод жита, а и тие всушност не знаева да се снајдат. Зошто? Затоа што таму седеа чиновници, не седеа некакви автентични експерти, туку седеа некакви бюрократи во фотелите на седиштата на Светска здравствена организација и во Женева и во Копенхаген за Европа. Значи, сето тоа придонесе за еден немир и за еден дополнителен сомнеж што длабоко ја разнеша довербата во една од најдобрите, најголемите придобивки на медицината во историјата на човештвото, а тоа се вакцините. Не ми е идејата за вакцини да зборувам, туку зборувам за она што значеше психолошки профил на еден граѓанин кој што се соочи од една страна со страутен предизвик и опасност по живот за него и по здравјето, и од друга страна како општествата, државите, одделни средини се справуваа. Се справуваа како слон во стакларска продавница. И тоа е тоа што на крајот придонесе да жртви имаше повеќе отколку што требаше да има, може огромен број да се превенираат,
Сума сумарум, Сума сумарум поминавме како боси по трње, колку милиони по вас? па некаде околу 10 милиони Светски. по свет. Тоа не е многу ако земеме пандемијата на грипот почеток на 20 век кој Да. беколи 2 пати светот, каде што дури ми се чини дека и со сите жртви, вака кога читам историски, како да биле поорганизирани, како да авторитетот на медицинските работници тогаш бил многу пореспектиран, не знам што да кажам. Да, дефинитивно. Па, видите, тогаш немаше уште, вакцините не беа уште, немаше вакцина против грип, немало антибиотици, немало... Единствено нешто што се знаеше, дека заболувањето се пренесува по капков и по аероген пат и маските голема работа завршија. Тогаш, 1918 година, кога беше пандемијата на грип. Ама изумреа некаде меѓу 50 и 100 милиони луѓе. Така. Докторе, Сакам да речам, да? сакам да речам од ова како заклучок од прашањево дека современата медицина направи од една страна да генерално земено, не само за ковид пандемијата, да се спречат многу порано смртоносни заболувања кои што го крателе очекуваното траење, просечното траење на живот кај луѓето на планетава. Меѓутоа, истовремено, самата како да речам, самата си ја ископа сопствениот гроб си го ископа. Си направи штета самата на себе современата медицина. Зашто, откако се заборавија како изгледа тетанус, како изгледа дифтерија, како изгледа детска парализа, откако тие припаѓаат на минатото, наеднаш луѓето си кажат, чека, зашто ја да ги вакцинирам децата кога нема? Ги нема болестите, нели? Немаме такво нешто. Вариола вера е искоренета. Да, но for the sake of the argument, бидејќи имаме време, малце да ви контрирам. Во сета таа рашомонијада имаше многу контроверзи со самите вакцини. Прва доза, втора доза, бустер, трети, седми, ово. Ја го знаеш, татко ми, знаеш, ти кажав за него. Идеше во Индија во забранети подрачја, каде што никој не смееше да стапне, затоа што опасноста од вариола вера беше страшна. Една вакцина на ВМА до крај на живот. До крај на живот. И тоа е мојот впечаток, се расправав, нели, јас со тебе. Викам, какви бустер, каква втора доза, што ме убедуваш? Или имам имунитет или немам? Не, ќе докажете. А да ви кажам за комоцијата, би сакал да ги подсетам гледачите на едно мое легендарно, не мое, туку легендарно гостување на... Кажи го колегата твој, неуромедика, што ја направи, неурохирург Угриновски. Беше кај мене пред 15 години. И вика, има една работа. Прво ми викаше, кога се пензионира, не иди у пензија, работи до крај на живот. Тензија. Ако сакаш долг и здрав живот, како бе вика, мене ме утепа стресот. Не. Луѓе што се опуштаат, што влагат у пензија през година. Ми кажува, вика. Право е. Проучувал племиња, значи у светот. Значи, каде се случуваат најмногу инфекции, кршења на коски, черепи, несреќи, идел, трчал, стапнал на тетанус, се повредил ово-она. Урбани средини. У најдобрите урбани средини. Каде имало најмалку? Покрај шумите. Зошто, вика? Затоа што ние имаме комоција дека на 100 метра имаме амбуланта, имаме аптека, ќе се преврземе, ќе ставиме прашаче, готово. Ако нешто се влоши, е на болницата. Упрашума која се. Тие луѓе знаат, нема шамани со такви антибиотици. Не ни знаат. И вика, целиот организам, свест, подсвест, сите нивоа на свестот на организмот и инстинктите се мобилизирани и секој чекор е внимателен. И тие луѓе не кршат коски, тие не добиваат инфаркт, тие не добиваат. Ние што знаеме дека имаме,
Како бе на толку современа медицина? И тука е, мислам, клучниот одговор, дека не е проблемот во медицината и во фармакологијата, колку е во нас. Кога ќе се опуштиш дека свет е на готово, па тогаш е проблемот. Така е. Така е, така. Мислам, ова е неговата теза која многу ми не ги одушеви. Совршено точно е тоа. Јас би се надоврзал на ова, дека всушност ние со придобивкиве на цивилизацијата, нели, амбуланта при рака ми е, самопослуга ми е при рака, не морам да ловам, не морам да готвам, не морам да орам, не морам да копам. Не морам ништо, се ми е тука, фаст партијата мисли за мене. Да. Лапни голтни, храна која што ја загреваш минута во микропечка и имаш спремен оброк и така натаму, нели? Настрана квалитетот на храната, за тоа можеме да отвориме дискусија после, бидејќи исхраната е еден од факторите кој што е превентабилен, ризик фактор и воопшто фактор за кој што го определува здравјето покрај возраста, физичката активност, исхраната е важна и уште сонот и менталното здравје. Можеме тоа за после околу тоа кои се елементите на добро здравје, кои параметри, кои елементи го определуваат. Но во врска со ова сакав да се надоврзам. Добро рекол колегата Угриновски покојни. А јас ке кажам, орган на долговечноста се мускулите, скелетните мускули. Ако мускулите не се тонизирани, ако не постојат, ако се мекушлави, ако се слаби, нема долговечност. Вау. Токму заради тоа, од минати години, чита и после 40-тата, бидејќи некаде се смета дека околу 1% годишно се намалува волуменот на мускулатурата, ако не се вежба после 40-та година, ако не си активен. Илустрација. Кој ќе скрши човек рака нога, кој ќе биде имобилизиран во гипс, екстремитетот, не знам, 3 недели, 4 недели, после тоа раката или ногата, кој ќе се извади гипсот, е потенка, атрофирани се мускулите. Зошто се мускулите орган на долговечноста? Нео Матрикс, ти текнуе која го извадија лулката, со месеци мораа да му ги размрдуваат мускулите со... Така, зошто е орган на долговечноста? Затоа што кај постарите луѓе, бидејќи нормално настанува тој процес на атрофија на мускулите, особено оние брзи влакна, така наречени, кои што се наменети за брза реакција, многу чести се падовите, паѓањата. Преку 60-та година, ако се падне, се смета, и ако се скрши вратот на фемурот, ако се скрши колк, така популарно речено, и да биде успешна операцијата, смртноста се смета дека е некаде меѓу 30 и 50%. Што збориш? Така што... Зошто? Заради тоа што биолошки организмот е веќе ослабен, со операцијата и со повредата е дополнително травматизиран и од друга страна неподвижноста после интервенцијата доведува многу често до така наречени хипостатски пневмонии. Опаѓа имунитетот, опаѓа воопшто метаболизмот и така натаму и најчесто се умира од така наречена хипостатска пневмонија заради претерано лежење, заради претерано мирување. Вау, човече. Мислев дека ќе се простиме, можеби последно гостување ми е мене, ќе завршувам емисијава. Од кај да знам што носи, векам да се муабетиме, ти ме просветли на стари години. Значи, ако се одржуваат мускулите, на рекреација. Ако се одржуваат мускулите во тонус, не викам да се хипертрофираат во теретана, да станува човек бодибилдер, меѓутоа постојано да ги држи мускулите активни, тоа му е гаранција за
подолг живот. Вау. Дефинитивно. И не само тоа. Во мускулите, зашто уште се вика орина на долговечноста, во мускулите има најмногу рецептори за инсулин. Така што, колку повеќе мускули има човек активни, толку повеќе ја превенира резистенцијата кон инсулин. Има инсулин од кај да се фати. Ако нема доволно мускули, што прави инсулинот? Се создава, се лачи се повеќе и повеќе, зашто нема каде да реагира, доаѓа значи до хиперинсулинемија и последователно со време до резистенција кон него, инсулинска резистенција, односно преддиабетес, диабетес и така натаму. Што е една од состојбите која што е значаен фактор во определувањето на должината на живењето во просек земено. Ако најчесто луѓе не го регулираат, не ни знаат дека имаат инсулинска резистенција, појма немаат. А се смета Бидејќи гликемискиот индекс им е добар, ама тоа не се мери колку пумпата инсулина, така, таа колку значи, поише ја како кола, колку повеќе вртежи, толку побрзо ќе пухне, ќе се расипе. Значи, види, има една ситуација, една состојба. Добра ми е аналогијата. Јас не сум клиничар, нели, нека ми простат ендокринолозите и диабетолозите, ама како епидемиолог морам да имам познавање од повеќе работи. И ова е епидемиологија. Да, колку имаме... Затоа што е ризик фактор за... Поголем него ли канцерот? Многу поголем и позначен, затоа што, пази, канцерот споредено со инсулинската резистенција и диабетесот е редок настан, така да се изразам. Не разбирам. Многу поретко се случува меѓу луѓето отколку инсулинската резистенција. Се смета дека околу 40% од возрастната популација има хиперинсулинемија, дека има резистенција кон инсулин, а не го знае тоа. Тоа е затоа што помалце сме со стока, помалце сме у лов, помалце сме на нива, затоа? Не, туку заради тоа што има тотално погрешна диета, погрешна исхрана, се исклучиво речиси, доминантно во дневниот оброк кај еден просечен граѓанин присутни се јаглени хидрати. Наместо протеини и масти, така. Наместо акцентот да биде на протеини и здрави масти. Така. И тука се завршува. Да не спомнувам тука во јаглени хидрати дека и благо многу се користи. Па дали она ориентални сладки, па тулумби, па баклава, па чист шекер. Чист шекер. Кој организмот не го метаболизира, едноставно директно иде во крвта. Или погрешно се изрази. Не може да се преработи, да се изработи, да се метаболизира во доволно оно колку што се внесува. Кој го разградува? Ги разградува јаглените хидрати, инсулинот што се лачи од панкреасот. Кога постојано се внесуваат јаглени хидрати, многу инсулин треба. Панкреасот е постојано под, да речам, во опсадна состојба, постојано да мора да лачи инсулин за да ги разградува внесените шеќери. И велите дека тоа со време го исцрпува. И велите дека мускулите тука може да одиграат најдобра улога, најголема клучна. Така е, заради тоа што колку повеќе има мускулите, бидејќи имаат рецептори за инсулин, инсулинот има улога и во мускулите да внесува гликоген. Нели е тоа, например, вежбаш, ти се создаваат мускули, но не секогаш во животот си со таа тензија, мора да се умориш, мора да спустиш малце. Нели тие рецептори, нели таа пумпа научена на толкава количина, 100 грама кокаин ми треба се навлекуваме и сега кога ќе почне да се смалува, нели се создава, како се врши тој баланс во организмот природно? Природно се врши со движење. Барем пешачење секој може. Барем пешачење. И затоа се препорачува после секој оброк 15 до 20 минути пешачење. Готово, јасно. Не треба качување на дрва или не знам, изведување акробации во...
Сакав гимнастичка сала. малце, нели кога зборевме за вакцините, ми остана онака да ми виси, многу контроверзии имаше во врска со вакцините. Знаеш, докторе, и иако сите сме вакцинирани, до некаде антивакцерите, во нивното лудело и можам да ги разберам. Не можеш ти да извадиш една добра и една полоша вакцина. Мислам, самите медицински работници кажува, земајте Pfizer, немојте од оваа, немојте кинеската, руската се покажа како тоа подобра или полоша. Несфатливо ми е мене. Пак ти реков, татко ми Вариола Вера до крај на живот патуваше во Индија, една доза, една вакцина, а и ти сам тогаш рече, тоа е совршена вакцина беше за своето време и ретко се повторува. Овие МРНА вакцини и самиот следиш извештаи дека има последици, нема последици. Но ја тоа го разбирам. И еден аспирин има ризик, кој е еден од најсовршените лекови, ај да речам, на современата цивилизација, современата. Кој знае од кога го имаат, од кога грискаме кора од врба, кај што го има природно. Значи, морам да признам дека профитот, желбата за профит, туркањето, Урсула фон Лайнен, кај да е кога тогаш ќе одговара за фаворизирање на една наспроти друга и така натаму и така натаму. Тоа е доведување во општа опасност. Не е во прашање вакцина. Во прашање е кого фаворизираш и добро. Во таа трка кој прв ќе излезе со вакцина? Не секој. Ти бранеше дека МРНА вакцините кои се за короната не е нова извадена за 3 месеци, дека претходно со години се барале се и така натаму и така натаму. Ама сепак, знаеш дека вакцините, како што беше за Вариола Вера, помина некој период 15 години додека беше понудена. Значи, дури од некој се... Да, повели. разбирам. Ме разбра што зборам, па... Правиме тука споредба меѓу, ќе се изразам така, баби и жаби. Добро. Зошто велам така? Затоа што... Тоа личи на мене. Вирусот на... Типот на вируси, како што ја предизвикуваш на Вариола Вера, е еден тип вирус кој што не мутира. И кога ќе се стекне имунитет, било со прележување, ако преживееш, било со вакцина, тоа ти е доживотно. Дефинитивно. Овие вируси другиве, РНК вируси така наречени, во кои што спаѓа, еве да речеме, вирусот на грипот, на инфлуенцата и стално и мутира. коронавирусите сите, овој SARS-CoV-2, COVID-19, тие мутираат постојано. Таква им е природата. Заради тоа се соочувавме во случајот во пандемијата со разни соеви, се јавуваат постојано нови, нели? Делумно ќе се измени, основата ќе му остане иста во генетската структура, па после некој нареден сој пак ќе се измени нешто, па ќе остане, ама сепак генерално ќе остане ист, затоа што коронавирус е коронавирус, односно SARS-CoV-2 и така натаму, се додека не се дојде до некоја последна таму варијанта, против која што и основните вакцини сепак го препознаваа дека е тоа тој, ама помалку делуваа во смисла на помала заштита и од заразување и од заштита од потешки симптоми и смрт. Без оглед дали е природен или вештачки? Без оглед. Тоа вакцината не ја интересира. Дали, тоа е друго прашање сега, дали од лилјаците скокнал на тамо тие некои парголини, мали тие ласици, некои, па на тој пазар за риби скокнал на луѓе, дали е тоа навистина така во почетокот, или истекол заради некој инцидент, или дури намерно, ако сакаш, од лабораториите тие вирусни во вирусолошки не аменува... Во тоа не навлегувам. Мене како епидемиолог ме интересира, значи ја не сум исследник, не сум истражувач, не јас, туку епидемиолог воопшто, епидемиологијата ја интересира
Како да се справиме со тоа? Да, како да се справиме? Имаме масовен настан, имаме зголемен број, енормно голем број случаи на целата планета и задачата на епидемиологот е да најде начин, да ги најде законитостите на тоа ширење, како се пренесува, колку брзо се пренесува, кои се патиштата на пренос и така натаму, и како да се застане на патот на тие такви бранови на ширење. А ова друго е веќе работа на исследни детективски агенции и така натаму, што знам јас. Истражувачки тела. Добро, да те прашам, се јавија ли кај тебе, бидејќи знам дека си еден од ретките, можеби, ја не знам кој друг. Имаш ли ти прво колега епидемиолог во Македонија? Како? Дали имаш колега епидемиолог кој е активен у моментов во Македонија? Дали има епидемиолози? Има, мислам дека се околу 40 кусор. Добро, да се многу тивки. За разлика од тебе, кој излезе да кажеш, да помогне, да... Воред. Не би го коментирал. Не, воред. Тивки се, ама ја тоа не би го коментирал. Значи, не ставам, оградете се, не ставам зборови во ваша уста, ова е на мене. Они ќе се расправаат со мене. Сакам да кажам, бидејќи следевте, пишувавте, ви ги читав колумните, размислувањата и така натаму. Се јави ли некој сомнеш кај вас околу целава оваа решавањада или останувате дека како епидемиолог I don't care дали е од Марс, дали е од елиени или од лабораторија или е природно мутирано. Едноставно ние имаме ситуација со која треба да се носиме. Дали само од тие постулати и дали дојде до некои вака чудни работи, да речем, кој бара некој да копа, да мисли и така натаму. Па не, како и секој слободно мислечки човек кој што има здрав разум, секој, па така и јас, има впрашано дали е безбедно и дали можеби нема да се случи нешто во некое второ време, што се воведуваат, се нудат во употреба вакцини кои што се уште се во експериментална фаза. Се прашав, безбедно ли е тоа? Океј ли е тоа? И толку колку што можев да согледам во... Значи, последната фаза не била помината. Тоа последна фаза значи да... Клинички испитувања врз Не, се било тоа направено и контролирани клинички со контролна и испитувана група, ама беше останата онаа друга фаза, последната, четврта, така наречена, во real life, како ќе се однесува. Real life сега беше, де факто. Де факто, практично, она што се случуваше во средини кај што немаше, каде што беа аплицирани вакцините, после одредено време можеше да се видат и дали и колку некакви ретки нус ефекти би се Да, ти ги следеше статистиките. И излегува после, не знам, имало ова, имало она, ануеризми за срцето и така тромбози, па ги повлекува AstraZeneca. Тие не се МРНА вакцини, тие се сосема други, нели? Не знам, AstraZeneca ја повлекува, заради навистина пречестото јавување на тие мозочни тромбози и други тромбози. Па се појавија трудови во наводници, дека многу често се јавува миокардитис после МРНА вакцините, после Pfizer и после Moderna. И факт е дека се појавува. Па се појавува, ама сега работува во епидемиологијата, се мери, се мерат ризиците. Колкав е ризикот да добијам јас миокардитис ако добијам вакцина и колкав е ризикот да добијам миокардитис ако заболам од COVID? Ве разбирам, затоа што јас тој проблем го имав, например, со мојата простата, тешки крварења, кој на крај се испостави, пред едно 15-20 година се испостави дека е од аспирин.
И сега ја да излезам да зборам дека аспиринот е направен за да го уништи човештвото, кој ми помогнало милион работи на мои на блиски. Не, ги разбирам ризиците дека не постои И сега нешто како фармација која не носи. Ама на обичен човек не можеш ти да Тешко. му објасниш, да му ја Јасно. објасниш оваа вистина што ја кажувам, дека се е одмерување на ризици. Па не само тоа, имаше скоро имаше сега, па и го преведоа наши некои портали, ама не видов некои многу реакции. Наводно некој труд дека бројот на малигни заболувања, на рак, е енормно многу се зголемил кај оние што се вакцинираат, што се вакцинирани од COVID, против COVID, од овие Pfizer или Moderna вакцините, во споредба со невакцинирани лица. Бомба. А ти статистиката ја гледаш. А Они читаат наслов. Што вика статистиката? Статистиката што вели? Или објаснувањето. Да, навистина се регистрираат, пази се што велам. Не велам се јавуваат, туку се регистрираат на вистина се регистрирани поголем број на случаи на рак од било која локација, кај оние што биле се вакцинирале во споредба со оние што не се вакцинирале. Слушна што реков. Регистрирани се поголем број во споредба со овие. Ама кој објаснува? И веднаш се оди, тоа е бомба и сензационализм. Така и звучи. Звучи, ама еве сега кој е објаснувањето. Добро? Ако се погледна еден графикон на кој што ќе се види број на рак кај вакцинирани и невакцинирани, ќе се констатира ова. Ама како може бројот на рак кај вакцинираните да расте од првиот ден кога се вакцинираат? Не разбирам. Значи, јас се вакцинирам и од утре добивам рак. Од вакцината ли е? Значи, графиконот што го нудат како аргумент за тоа што го тврдат дека вакцинираните од COVID-19 почесто заболуваат од рак после вакцинирањето, го подкрепуваат тоа тврдање со графикон на кој што е кривата на број на ракови заболувања кај вакцинираните и кривата на малигни заболувања кај невакцинираните. Како аматер и непознавач, мене ми изгледа логично. Што не разбирам? Ама кривите се почнати од некоја нулта точка. Од точката кога се да речеме некој датум. Датумот на вакцинирање кај вакцинираните, па им се број колку рак добиле, и од истиот тој момент се бројот на малигни заболувања кај невакцинираните. Како може бројот на случаи на рак веднаш да почне да расте од денот на давање на вакцината? Не разбирам математиката, молам објасни. За да добиеш рак, треба да има еден период на така наречена инкубација, да кажем. Година, 2, 3, 5. Галопирачки рак не е таков? Значи, секогаш има еден период на предпатогенеза, кој што е, како се вика тоа, аклинички, значи неклинички стадиум. Стадиум во кој што ракот се развива и се уште не се манифестира? Еден не манифестен период. И еден неклинички стадиум. Збориш, условите се создаваат тогаш... Еве, ја може имам сега рак на желудник, имам киселини, не знам што, може имам рак. Може и киселини имам со години наназад. Добро. И може и од рак, не сум се прегледал. Појма не. Сега, бизарно звучи ово. Ама може и од рак, може не е. Јутре ако се прегледам, може да ми речат, Значи, невозможно е преку ноќ, веднаш по вакцината, да се создаде... Дефинитивно. Може да се случи тромбоза, може да се случи, не знам,
било каква друга алергична реакција. Сакаш ли да Ама ми... види се, и што е објаснувањето? Излегува дека навистина се констатира поголем број на рак кај вакцинираните заради нивното поведение, заради тоа што тие почесто одат на контролни прегледи, одат почесто кај лекар и се вакцинирале затоа што се позагрижени за своето здравје. Овие што не се вакцинирани, помалку одат на лекар, не се контролираат. Значи, затоа реков пред малку регистрирани случаи. Како еден ваш колега, нема здрав човек, има само недоволно прегледан. Именно. Именно. Колкумина се смета дека некаде половината од населението возрастно има хипертензија, покачен крвен артериски притисок. Јас велам има 90%, ама оние другите немаат појма дека има. Да. А зошто е па тоа така? Се смеам, јас извинувам, почитувани гледачи. Јас сум инфаркташ, диабетичар со хипертензија. Да не набројувам другите работи, доктор Драган све ми ја знае маката и тоа све е добиено од стрес, од напнато. Но сакам да кажам дека прв пат кога ја појма немав. Значи тоа е стварно исто како диабетот, појма немаш дека го имаш, не се ни гледаш. Кога почнав да идам да се прегледувам, све стана јасно и прецизно. Не заџаве хипертензијата, покачениот крвен притисок го нарекуваат тивок убиец. Па не е баш тивок. Знае да те разбуди со тахикардија од спиење. Ама ете, ти имаш среќа да имаш симптоми, да го чувствуваш дека ти е покачен. Огромен број појма немаат дека се навикнуваат, доаѓа на толеранција. Не, имаат сите, само ја упорно тврдам, докторе, дека се игнорираат. Со игнорирањето научуваат да живеат со игнорирањето. Или го боли глава, ќе се напие две раки. Таблета раки. за болки. Каква болки? Две раки. Абе, те не ми кажи. На кратко ќе има циркулација добра, еве супер сум, ништо не ми фали. Ја малце сланина и раки и се е во ред. Знам македонец како се лечи. На крајот на криштата најјезивите работи овде, како реков еднаш, спомнав за глучешка маспа, ми се јавија да ме кара да, вика, најнормално, ние уште тоа користиме. Мрш, викам, бриши ме од канал, викам да не знам дека постоиш. Вареле глуци и со тоа не знам за Бог да чува. И уште веруваат тоа. Млеко црна магарица за голема кашлица? Леле. Значи, едино што верувам во зелка, расол. Не од црна. Најдобар лек против рак, против канцер. Зелка, расол. Британската империја владеела со цела планета, благодарејќи на расолот. Зошто? Била упредност со сите други морнарици. Можела да пловат по сите мориња, бидејќи немале скорбут нивните морнари. Скорбут има С витамин. Само немаш ти свеж и извонредни пробиотици бидејќи ферментирани. Зелката ферментирана има огромна количина на витамин С, пробиотици и нивните морнари биле поздрави. И растителни влакна. Само да ви кажам, уште една запомнете, Британија владеела со целиот свет, тоа била империја во која сонцето никогаш не заоѓало, не заради масонерија, заради зелката. Кој ја смислил зелката, тоа не открив, али секоја му чест, ферментирана зелка. Дозволи ми. Ајде, сега се нафативме некако канцерот го споитме, диабет, мускул, рекреација, канцер, повторно со тие помпезни, читав малце и следев, русите развиле вакцина против рак. И сега одеднаш овие антивакцери за ова одма ќе се вакцинирале, оти била руска. Чим е руска, онда мора да е добра. Као да медицината нивне е нешто поразлично. Негде се понапредни они, негде се понапредни другите, нема врска. Сакам да кажам, ја следев малку вакцината, што можев да прочитам, но не можев стручно. Ја ти најавив, не знам дали ти малце се подготви за ова, но ја добив заклучок дека не се работи за вакцина, туку се работи за персонализиран лек кој се дава откако ќе заболиш од рак, значи не превенција, туку откако ќе заболиш рак, имаш рак на рамото. Карикирам. И сега, врз основа на тоа, се изработува тој лек, тоа ќе биде многу скапо и ти се дава
и на крајот на краишта. Сега ме интересира, зошто се нарекува вакцина? Каква е разликата помеѓу ова и хемотерапијата? И што знаете за овој лек и дали е навистина нешто, некој нов, добар исчекор во фармацијата и медицината? Па мисля, вака ќе кажам, ќе почнам со еден ваков исказ. Тоа е почеток на нова ера во онкологијата. Тоа е најголемо достигнување во онкологијата во последните 50 години. Разликата меѓу хемотерапија и овој вид терапија е во тоа е извонредно различна, затоа што хемотерапијата е хемија. И делува врз цел организам. Ова е терапија која што се прави персонализирано за секој пациент посебно и mRNA вакцина е, односно препарат mRNA е, значи генетски препарат, така во наводници да го кажам, кој што го учи организмот како да се бори против својот рак. Го учи имунитетот на организмот како да се избори со својот рак. И затоа дозволиме само да парафразирам. Има елементи на вакцина. Значи, ова делува врз имунитетот, му дава податоци што да прави, бидејќи обично за рак, нели, имунитетот наш не се бори против тоа. Се бори. Се бори. Али губи. Се бори, ама секогаш губи затоа што раковите клетки се многу интелигентни, во наводници ќе го употребам тој збор. Знаат да ја заобиколат имунолошката одбрана на организмот. Да едноставно со маскирање некакво успеваат да го излажат одбранбениот имунолошки систем на организмот и да се размножуваат непречено. Зашто ако не би го правеле тоа, организмот веднаш ќе ги мобилизира своите имунолошки сили и се справи со новосоздадените малигни клетки како со страно тело. Ќе ги елиминира, како бактерии кои ќе влезат во организм или вируси. Во случајов, овој го заобиколува тој одбранбен бедем и слободно се шири. Вакцинава, откако ќе се земат клетки од туморот, канцерот, од туморот. Од крв ќе се земат или од туморот, веројатно од крв. Техниката сега не ми е не е откриена предпоставка. Да, немам каде да прочитам. Значи земаат ткиво од туморот на пациентот и тие клетки врз основа на тие клетки подготвуваат вакцина. Затоа се вика персонализирана. Создаваат препарат имунолошки кој што кога ќе го убризгаат назад во организмот на пациентот, тој веќе точно знае како да го тренира имунолошкиот систем, имунолошката војска на организмот, како да го тренира, како да се избори со присутните малигни клетки. Пред 10 години ми рече иднината е МРНА. 87%. Да, што е до сега најголема успешност. Да, извонредно. Ми рече уште кога се јавуваше овде дека иднината и во вакцини и во лекови е МРНА. Што во суштина значи МРНА? Месенџер рибонуклеинска киселина. Ја носи информација, месенџер, значи рибонуклеинска киселина која што е курир. Курир носи информација како треба да се кои антитела треба имунолошкиот систем да создадат. Од кај они знаат каква информација треба да... Врз основа на слично како со ова што го зборувавме сега за клетките на туморот. Во случајов вируси во прашање. Чекај, они го земаат вирус... Чекај, туморот е вирус? Не. Туморот се состои од клетки што неконтролирано се множат. Се множат. И такви клетки дегенерирани, да речеме, мутирани. Да, извитоперени, малигно алтерирани, променети. Океј.
И сега ги земаат во лабораторија, тоа не е преку ноќ, тоа нема да биде во аптека. Сега ќе ти направиме, Да. туку ќе пробаат да го уништат Со тоа што ќе дизајнираат специфична вакцина која што ќе го натера, ќе го инструира домакинот, организмов, кои антитела, на кој начин да ги создаде за да се бори точно против тој рак, неговиот. Многу си стручен да објаснам за мене да разберам како поглуп, нормално. Значи, го имаме туморот, тоест ДНК, РНК, МНК од него, Клетки од тумор. клетки од тумор и ги напаѓам со Со собствените имунолошки сили, и тоа се клетки. и у еден момент тие чекај се, у лабораторија кога се подготвува лекот. Предпоставувам дека ајде да речеме идеме го напаѓаме туморот со 1А, не иде. Со 1А1 не иде, со 1А2, со 1А3, со 1А4, А4 е добро. Чекај да видиме А5, А6, дали тоа принципот. Океј, А5 и И да речеме А5 функционира, ги убива. Информација... ова е како оние персонализиран, кога давам крв, кога имав една инфекција, не може да ми ја излечат и на крај ми направија тест кој антибиотик треба да го пијам. Тоа ли е у суштина нешто? Ајде да речеме. Отприлика. Дека тој антибиотик делува врз тие бактерии. Отприлика, меѓутоа во случајов сега, тој А5 Да. елемент што делува на ги убива клетките на ракот, треба некако тој А5 како да се пренесе во организмот. Со месенџер РНА киселина на принцип се впишува таа информација и впишана преку таа курирска рибонуклеинска киселина се пренесува во организмот информацијата. Ова е лекот, ова е начинот на кој што треба вие да организирате своја одбрана. Како таа информација го побудува имунолошкиот систем баш такви антитела? Антитела да лачи? Антитела. Делува на има Б лимфоцити, Т лимфоцити и така натаму, делува на специфичните лози од имунолошкиот систем во организмот, ги побудува да произведуваат А5 лек антитела. Превара ли е тоа на нашиот имунолошки? Не. Инструктор му праќам јас, кој што го обучува. Зошто имунолошкиот систем кој е природно граден со милиарди години го прифаќа тоа? Таа инструкција. Го прифаќа заради тоа што негова е, од негова. Заради тоа што вакцинава, да речам така, за раков новава, не доаѓа од друг човек или од мене. Го способува имунолошкиот систем да остане, да не може да се инактивира, да не може да се излаже од раковите клетки кои што функционираат така што му се кријат, се маскираат. Значи сега маскирањето отпаѓа. Зошто? Зошто отпаѓа? Нели кога ќе осети ракот, нели велите дека нашиот имунолошки систем се бори, но овие се маскираат и го избегнуваат. Така, Зошто овој пат нема да го избегнуваат? За тоа да се случи вакцинава нова, затоа се велиме дека е револуционерно откритие, обезбедува да раков не може веќе да се маскира. Останува на како да речам, без одбрана, без било каква можност да се одбрани. И нашиот имунолошки систем го напаѓа и го средува. Значи, ние не добиваме лек против рак, него имаме инструкција за нашиот имунолошки систем да го приспособиме што треба точно да лачи, да го излечи тоа. Стимулус на нашиот имунолошки систем, стимулус кој што го содржи тој момент
да се избегне како се вика заобиколувањето негово, значи се неутрализира можноста ракот да го. Зошто е оваа револуција? Револуција затоа што никогаш досега вакво нешто не е постигнато, бидејќи хемотерапијата, знаеме сите, кој ќе заврши со хемотерапија, уште поболен си отколку од основната Tell болест. me about it. Ако не го преживееш ракот, ако го преживееш ракот, може хемотерапијата да не ја преживееш. Да, оштетува Тоа е ризик, внатрешни органи. флип коин. Значи тоа е. Не Знаеш знам, дека и со дедото зборевме тоа, дека ако дојдеме до таа фаза, дал ќе примаме хемотерапија. Иако да, ваши дури- колеги ме убедуваат дека хемотерапијата е далеку понапредната во последниве 50 Добро, има сега години, и ама така наречена биолошка терапија некоја, меѓутоа она што е значајно, јас сега не сум онколог, не сакам да. ако збориме општо, затоа што Меѓутоа, збориме вака, за епидемиолошки болести, на популарен диабет, начин- не е само вирус. На популарен начин, не навлегувајќи во детали околу начинот на функционирање, споредено хемотерапијата од било кои препарати да се во прашање, се многу токсични, имаат извонредни нус ефекти, после човек треба и да се излекува долго време да се опорави од штетните ефекти, а во случајов со оваа нова терапија имаме чиста работа со минорни некакви. За жал ќе биде многу скапа, иако русите викаат Тоа е дека друга. ќе ја дадат бесплатно, но трикот е ти не добиваш производ кој ќе го купиш бесплатно. Мора некоја лабораторија да ти го произведе. Кој ќе може да го произведува тој лек? Па По тебе. кај нас никој. Во Србија, Не во му Србија тепате. Торлак сигурно ќе може. Торлак ќе го прави. Да, Торлак е. Да, таму и татко ми ја прими вакцината Торлак. Значи тоа потребен институт со традиција, знаење, кадри со Сигурно. децени кои знаат како ќе работат и претпоставувам дека тоа се технологии. Јас претпоставувам дека кога биле правени тие спогодби, нели, да Србија добие таа вакцина од Русија, дека тоа нема да бидат готови препарати, туку дека Ноу-хау. туку ќе добијат инструкции како тоа сами да го произведуваат, а веројатно тоа е веќе и претходно од нивни стручњаци анализирано, согледано, снимено, дали имаат овие навистина капацитети во Торлак за такво нешто. Дали по тебе ова може да се транскрибира кон, да речеме, персонализирани лекови за други одредени болести? Например, автоимуни болести. Болести кои се, еве, и самиот диабет или, што ја знам, слабости на организмот, срцето, крвните садови, или што ја знам, не знам, еве сега мал милион. Бидејќи ја тогаш не те разбрав убаво, ама сега те разбирам дека иднината е во токму таа технологија на МРНА лекови или нанолекови, некои ги викаат. Не, тоа е веќе друго. Друго? Се извинувам. Значи, независно како ние тоа ќе окрстиме, МРНА или генетска или не знам каква терапија, суштината е следната, поентата е следната, дека иднината на лекувањето на одредени болести, добар дел болести е во поттикнување на организмот самиот да се справи со нив. Ова со раков и вакцинова е токму пример за такво нешто. Друг начин како човек да се справи со собствените здравствени проблеми или, ако сакаш, како што повеќе да го одложи моментот да има нарушено здравје, е да се погрижи за да направи одредени промени во начинот на живење, што ќе ги намалат ризиците да дојде до заболување. Тука не мора да навлегуваме у детали, тоа е веќе општо познато и не е кажано, а ти на почеток рече. Пред се, сон и рекреација. Така. Меѓутоа, види сега, едно е човек да си акумулира знаење, еве знаеш дека треба. Тоа треба. Ајди вежбај у теретана.
Демонот на мрзата. Нели? Значи, една работа е да се стекне знаење, а друга работа е да се стекне Навика. навика, Здрави навики. да се донесе одлука за да се смени нешто во стилот на живење. Да. И токму тука лежи иднината на медицината, би рекол. Ако досега, генерално, цело време, медицината е реактивна или куративна, што ние имаме медицина, современата медицина практично е медицина која што 99% се занимава со лекување на симптоми, А не на болест. а не на причината за болест. Да. И најголем дел од лековите се да И ги... сега тука, нели, да не ја шириме темата, а зошто па да не, материјалниот интерес на произведувачите на лекови е примарен и веројатно на добар дел им одговара да има што повеќе, нели, потрошувачка на лекови за симптоми. Ама јас можам да ги разберам бизнис интересите и логиката на произведувачите. Но не можеш нас да не разбереш кој можеме да смениме и да си помогнеме. Јас не можам да разберам, а всушност можам, ова реторички прашањето го поставувам, јас не можам да разберам зошто колегите, генерално, подлегнуваат на таа логика. Зошто не пристапуваат холистички на еден болен човек? Зошто ги интересира само, генерално зборувам, воопштено, упросечено, не сите? Зошто ги интересира генерално кои ти се симптомите и за тие симптоми таква терапија? Иде купи или седно рецептки ти даде. Холистичкиот пристап е малку поинаков. Е персонализиран пристап. Јас персонализирано да ти пристапам тебе, затоа што твојот тип на диабетес, што ти го имаш добиено, извини се, Ако слободно збориме. Како илустрација. Не е иста болест како диабетесот или инфарктот, ако сакаш, на Петко Јанко Станко некој друг. Затоа што персонализирано гледано. И ако сакам ја на вистина максимално да обезбедам ефект, јас морам да ги запознавам сите твои тајни, сите твои причини за стрес. Кои ти се причините за стрес? Те мрзи да вежбаш, имаш, не знам, нервози со деца, со жена и така натаму. Некој друг нема, некој друг нешто друго го нервира. Значи, таквото персонализирано... Како МРНА вакцина за рак. Именно. Докторот би требало да... Таков, значи, на секој човек треба по еден лекар да има кој ќе се занимава само со еден пациент. Не може еден општи лекар да има 1000 пациенти и на сите. Втора работа, законот го обврзува. Ако му се слоши или му го обвинува лекарот, ти не ми даде апче, ти не ми помогна. И лекарот по закон мора да му даде апче, иако знае. Ти си најголем противник на антибиотици. Иако јас сметам дека антибиотик треба да се дава, моето искуство, дека антибиотик треба да се дава не само кога организмот ќе покаже воспаление, туку и во некои други работи, затоа што мене лично ми се покажал како многу корисен. Например, кај крварење на простата, кај што немало никаква фаза, мене твој колега, кој вака кога ме загледа со многу симпатии, ми рече, ај земи вибрамицин ти. Ама зошто вибрамицин немам? Земи вибрамицин. 10 години никаков симптом. И сега со истата работа ми се повторува, а уште не го земав. Доискажи се, па сакам за некој друг лек твое откровение кое го имаше. Ке ти кажам за кој лек. Ајде, зашто сакаш, извини. Тоа со антибиотиците не е туку така, нели? Покомплицирано. Толку едноставно. Во најголем дел, ако станува збор за инфекција некаква, треба да се најде причинителот. Дали ако е на грло со бриз или со хемокултура, крв и така натаму, се едно. За вирус не може. За вирус не може ако нема бактерија, за вирус не треба се даде. Меѓутоа, за одредени состојби, да речеме, не знам, пневмонија кај деца или симптоми на воспалена простата, нема начин како да се изолира дали е бактерија или не е бактерија. И тогаш се дава антибиотик
по принципот на, велиме, ex juvantibus. Значи, Како? Ex juvantibus. Е? Значи, го даваш наслепо, Аха. антибиотик од широк спектар и гледаш дали ќе има ефект. Ако нема, го менуваш. Да, бидејќи последиците не мора да бидат толку... Затоа што очигледно е дека причинителот, дали е бактериски или друг, е невозможно изолира. Да се изолира или е многу тешко да се изолира. Јасно. Како ќе изолира? Разбирливо. Многу ти фала за објаснувањето. Но ти за Затоа ти време го има даден. треба да си го повторам ја. Па да, во случајов иако сум ја противник на антибиотици, ама селективно, не. Извини што се Би ти рекол, земи. Извини што се од емисијава си правам МРНА лек за мене. Вака, ти спомна еден лек кој бидејќи навистина, прво знам дека си верник, твојата сопруга Мина, поздрав до незе, една од најшармантните ликови кои се појавило во македонскиот етер. Жал ми е што не дојде вечерва. Ќе ја замоле Вести да каже каков прекрасен глас и израз има. Сакам да спомнам за еден лек кој ја и ти кога разговараме, така си убедлив, такви фантастични работи, што кога после испитувам, апсолутно све се поврзува, но не го добивам таа енергија на ентузијазам. А тоа е оној лекот против паразити кој ти го спомна прв уште во 2020 година како клучен лек за многу тешки заболувања. За ивермектинот, мислиш? Инвермектинот. Сакав тебе да ти оставам честа да кажеш, да глумам малце, и не знам како се викаш. Инвермектинот е навистина нешто чудесно спрема она што гледам, што све може да направи. Иако е лек против паразити, првечно направен за животни, но даден на луѓе без последици, со огромни подобрувања во некои заболувања. Па, да, ивермектинот дури тогаш кога беше 2021 година, ми се чини, Да? дури покрај Бугарија, Македонија беше единствена која што го внесе, беше достапен кај нас да се купи. Така? Тогаш го внесоа нашите. Mm-hmm. Таа популарност негова се должи на она што се вика резултати од обсервацијски студии, студии на наблюдување. Тоа ти следиш. Обсервацијски. Знаеш. Не беше Тоа се тие студии што кажуваат за инвермектинот. Да. Значи, обсервацијски значи немаш контролна група, немаш испитувана група, она под контролирани услови да му ги следиш ефектите. Туку даваш на една популација и гледаш тие што го земале дали и колку оздравуваат и други исто така колку како именир, да. Значи, има разлика меѓу контролирани клинички студии со контролна и уште згора на тоа така наречени дупло слепи испитувања и овие обсервацијски студии. Ова е научен медицински пристап? Да, зборувам за она како се тестираат лековите. Добро. Обсервацијските студии се помалку вредни. Тие се секогаш први кои што нудат одредени сознанија, па ако се позитивни, се тестира лекот понатаму со контролирани клинички студии. Интересно. Во случајов на почетокот тогаш со ковидот, кога беше пандемијата, ефектите на ивермектинот некаде во Јужна Америка беа тие обсервации, тие наблюдувања, тие впечатоци стекнати. Бразил, мислам, беше, да не шпекулирам, не ми текнува. И навистина се покажа дека има ефекти. Дури се појавија после тоа следбеници, доктори. Кога си веќе у оваа фаза за леков, Зборувам сега за кому ковидот. му текна? Кому му текна и зошто ковидов да го врзе со инвермектинот со ковидов? Да, точно не знам кога и кој прв го употребил за Не е битно, но зошто? Затоа што ивермектинот се покажа
дека има ефекти и против одредени други состојби, а не само против паразити. И некој си рекол, ајде да пробаме на болен од ковид како ќе делува, се покажало дека ветувачки резултати се јавиле. Ти текне првото кај нас ни дава антибиотик сите, првата фаза, првиот Исто се покажа дека сумамедот сумамедот. во лабораториски услови делува на ковид вирусот. Мене ми го дадоа. На почеток така беше. Па дури јас велев, напише, скроз на почеток на пандемијата. Признавам, ја испит 2 кутии, така ми дадоа. Преживеав. Така. Ама после 3 месеца ми ги знаеше маките. Така, после тоа отишла цревната флора. Не знам што беше, ама тогаш и диабетот го закача. Така што не бе вакциниран. Не е прв пат антипаразитарни лекови да се покаже дека имаат ефекти и врз други микроорганизми кои што немаат врска со паразити. Да речеме за ивермектинот е познато сега. Добро. И тоа не сега, уназад 10 години има за тоа трудови, дека има и антиканцерогени ефекти. Делува и против ракот. Јас знам луѓе што ми се обраќале, вика како да го земам ивермектинот за, не знам, да речеме, рак на што да е, на дебело црево. Кревав раменици, затоа што нема протокол опишан. Медицински протокол нема, Светска здравствена организација, клинички истражувања. Се е на ниво на истражувања, на трудови. И затоа што е ефтин лек. Ако прашате официјално, нема контролни студии за да може да добие официјален благослов како терапија за рак. Вау. Се уште недостасуваат. И обично добронамерни доктори ќе советуваат. Затоа што последици штетни нема. Помалку ти ми рече дека полоши последици можеме од антибиотик да имам, одошто од ивермектин. Да, секако. Дали стоиш на тоа? Секако. Иако и ивермектинот не е безопасен, ако се земе. Што е он во суштина? Антипаразит. Пак е еден вид антибиотик кој што делува на паразити. Паразит е малку поголемо од бактерија. Паразити се сосема друг вид живи организми. Бактерии се една работа, тие се, да кажам, со една средна големина неколку микрони и повеќе десетици микрони. Вирусите се најмали. Паразитите се посовршени суштества. Имаат интелигенција, посовршена биолошка структура, понапреднати биолошки суштества. Разбирам. Сакам да кажам, ивермектинот се покажа дека има ефекти и кај одредени типови на рак. Меѓутоа, официјално не е велам препорачано, затоа што истражувањата се уште се во тек. И кога ќе праша некој, сакам да земам, како да го земам, немаш одговор. Немам одговор, затоа што не е никаде пропишано. Стојат само одредени информации во истражувањата кои дози биле користени. Како се зема ивермектинот? Ја колку разбрав, една таблета и толку. Ете и ти ме прашуваш како се зема. Се зема се зема за дозирање, извинете. Ја те прашувам дозирање. Да, дозирање, за ракот не знаеме. Она што се знае дека за паразитарните заболувања, разни тие глисти и така натаму, се зема една таблета од, не знам, 100 милиграма да речем, и толку. Па се повторува евентуално последен месец. Тие протоколи за дозирање се познати за паразитарните заболувања. За ништо друго не е познато колку се зема. Какви се последиците, да речем, ризичните фактори? Ако кај аспирин е да предизвика крварење на стомак или дразба на чир, гастритис, ово, каква е кај ивермектин? Може да делува на нервниот систем. На нервниот систем да предизвика одредени невролошки симптоми, вртоглавици, заматување на видот и состојби на несакани, неволни движења.
неволни движења, може да предизвика чешање. Тоа е пензионерска работа, значи ништо. Извини, чеше. И Класичен пензионер. да, и во секој случај, бидејќи е хемикалија во прашање, Добро. и се метаболизира низ Црниот дроб. црниот дроб и се излачува преку бубрезите, може да има и ефекти врз тие органи. Добро, тоа се ризични фактори кои Ама било нема лек кој ќе го отвориш, а да нема вака на тоалетна било кој лек хартија. такви ефекти. Да. Кажете ми, кога е инвермектинот? Од кога постои? Постои неколку децении. Значи стар лек проверен е. Стар лек и прогласен е ставен во групата на најзначајни медикаменти на планетата, во група од 10 најзначајни лекови во историјата на човештвото. Кои се другите вака неколку напред? Аспиринот, пеницилинот и не знам кои други беа. Вау, инвермектинот тука. И ивермектинот е тоа. Браво. И уште нешто ќе кажам, Кажи. не знам точно која година беше, Мгм. изумителите на ивермектинот имаат добиена Нобелова награда. О, недоволно сум проучил. Фала ти. Заради тоа што ивермектинот е тој кој што Африка ја има спасено од паразитози, од она така наречена трипанозомијаза, слепило, од паразити што ги предизвикуваат ЦЦ муви. Да, јасно. Тоа кај нив е страшна работа било. Ако го земеш дури еден гладиатор кој покажувал време на Рим, му црвиосува раните по секотината. Црви има, мислам, тоа е општо познато, дури и ден денеска се случува во средини каде што не се презема медицинска. Да, јасно е. Јас не гледам причина ивермектинот да не се зема, не знам, иако ги нема протоколите, човек може да проучи лево десно. Меѓутоа, тој за ковид беше забранет и дури лиценци му зема во Америка на доктори што го препишуваа, заради тоа што е ефтин. Ке уништеше индустријата за вакцини. Фала ти за... И набрзо после тоа Pfizer вади нивни препарат со многу слична хемиска структура како ивермектинот за 100 пати поголема цена. Tell me about it. Уште американците се вадат од памет, зашто како се вика овој леков за слабење против диабет? Оземпик. Оземпикот $1000 во Соединетите држави, кај нас €100. 5000 денари. Нема врска, тоа се други политики, не наблегувам во тоа. Имам само едно подпрашање, но на крај ќе ти го поставам во врска, две прашања во врска со нешто со ковидот и некои теории на заговор, но сакам да се навратам на твојата, докторе, сега типол, тераме. Што ти е добар домаќин, не ме осети, нели? Да, не го осети време. Ти благодарам и да ти кажам, како ми дојде некако, знаеш како ти се врати боја. Ти навистина сакаш да споделуваш знаење и да ти кажам дека од почеток на емисија до сега се подмлади барем 10 години. Еве искрено да ти кажам. Друг човек си од како дојде. Твојата колумна Рубиконот е преминат. Тоа е последната колумна која беше наведена по повод каснувањето на детето од глушец, од стаорец, поради зголеменото ѓубре несобрано во градот, кој е нормално ризик, голем ризик фактор за пренесување на заразни болести во град каде што кучињата се апсолутно миленици, а изживување врз мачките, кај што има мачки, нема такви работи, затоа ги обожаваат во Лондон и во... Знаеш дека во Лондон во 1666 година ги имаат истребено сите мачки, бидејќи сметале дека се слуги на нечастивиот. Да, наредната година е големата црна чума која го зафаќа Лондон и го масакрира. Па на крај сватиле дека од бувите, од глупците, ги враќаат мачките и се е во ред.
у Истанбул се обожавани не заради нешто, затоа што го спасија тој град кој е препон со катакомби, кој е препон со глувци, они контролираат. Бидејќи нема друго животно кој е тамани. Тој глодар. Добро, да се навратиме на ѓубре. Еден од најсовршените предатори меѓу животните се мачките. И ги обожавам затоа што се толку своји, арогантни, не можеш да ги принудиш, не можеш да ги издресираш како кучиња и тоа ме влече кај нив. Исто како со жена. Шега на страна. Зошто сметате дека кај нас Рубиконот се премина и ризикот од епидемија е поголем, кога истото се случи во Неапол, каде што градот многу подолго време беше затрупан во ѓубре, па успеа да преживе. Може ли една таа споредба, можеш и како сакаш, првен опиши ја како ја согледа нашата состојба и што сметаш дека се ризиците од овие политички игри? Па повторно јас како епидемиолог зборувал по заднината, причините за не би зборувале за причини, не зборам ни ја. Работа, дали се политички, веројатно се, ама ја не би сакал да ги и небитно да ги елаборирам. Како викавме, не е важно дали е вирусот вештачки или природен. Ние имаме ситуација со која треба да се бориме. Меѓу нас и треба да се решава. Да. Во случајов ние го имаме ѓубрето на купишта, додека не е тоа како што велат стриктно сега во меѓу двата круга на избори, па ние ѓубре имаме со време, кај нас комунална хигиена не функционира со години. Јас точно се сеќавам на гледачите може да најдат на мојот Facebook профил на 11 јули 2023 година објавив статус под назив Мијазма. Мијазма. Повторно мотивот ми беше купиштата ѓубре насобрани среде лето. Мијазма инаку е израз што го користеле средновековните доктори, значи токсични испарувања. Со мијазма го објаснувале ширењето на чумата, црната смрт. Затоа тој назив го употребив. И сега имаме мијазма на 21 век. Во случајов, значи сега кога се нагласи, се потенцира тоа трупање ѓубре за последниот период зборувам, навистина Рубиконот го премина оној момент кога толку време, толку како да речам ноншалантно сите фактори во држава надлежни за јавното здравје ноншалантно ги игнорира ризиците. Значи, насобраното ѓубре не се трупа сега. Насобраното ѓубре се трупа насекаде и еден, да речеме, новинарот Александар Видиновски се отепа од објавување видеа и објави за ѓубре насекаде низ градот. Никој не реагираше на тоа. Откако сега тоа стана интересно заради избориве. Но таква е цела Индија, Бангладеш. И токму заради тоа што и во Индија има заболувања од типот на најмногу од типот на црна чума и така натаму. И сега во нашиот случај навистина натрупаните купишта ѓубре направија епидемиолошките ризици да бидат на ниво на среден век. Да не ги спомнувам кои се тие ризици за кои заболувања. Прво од најбаналните, цревните заболувања, салмонелози, дизентерии и така натаму, па посериозните од типот на хеморагични трески, како што е најчестата што се пренесува ханта вирусна хеморагична треска и конечно она легендарната која што мислевме дека припаѓа на минатото, чумата или пестис латински. Така што, значи не се исклучени не е исклучено такви зголемен број на случаи од одредени вакви заболувања да бидеме сведоци дека се јавуваат. Зошто?
заради тоа што прво потребно е после изложување на причинителот да помине некое време на инкубација. Второ, по теорија на веројатност, колку подолго време е изложеноста, колку повеќе денови, толку повеќе шанси имаш ти да дојдеш во контакт со контаминирани предмети и да се инфицираш. Дождовите што беа сега и седоците што беа на купиштата ѓубре ги промија, ги истурка, ги понесоа низ улиците. Јас гледам постепено се собира ѓубрето. Меѓутоа, дали после тоа се дезинфицира. Се дезинфикува асфалтот на тие места. Затоа што Милениче ќе помине. Ќе помине Милениче, ќе згази, ќе го однесе дома или она што го препорачува од Институтот за јавно здравје, стават си бариери дезинфекциони перничиња пред влезот на зградите. Како времето на Вариола Вера, кога бевме ученици. Добро, тоа некако може, ама рани 70 години. Ама она што велат ракавици и маска ставете си, тоа личи како на времето кога за време на ковидот велеа маска да се носи надвор. Се нелогична мерка е тоа. Така што сакам да кажам дека се случи тоа што се случи и се соочивме со среден век, среде 21 век. Дали има веќе такви случаи на дизентерија, на такви заболувања? Јас немам информација дали има. Значи, се ова превентивно го кажувате затоа што ситуацијата е ризична. Меѓутоа, кога ќе се каже епидемиолошки ризик, тоа значи дека потенцијално постои жариште. Потенцијално можност постои да се зголеми бројот, дури и да не настанат епидемии. Само бројот на случаи да се зголемува. Доволно е тоа да го оптовари здравствениот систем. Да не зборуваме за етичкиот момент. Зошто едно детенце да биде каснато, кога тоа можело да се спречи? Зошто не било спречено? Тоа е друга работа. Во Неапол, 2007-2008, кога се случи, кога кај нив кулминација настана проблемот со ѓубрето, иако тие со години тоа го имале, и го имаат и понатаму. Во 2007 година тие болница затворија заради појава на глодари, на ставрци. 2007. Во 2008 година им се случува да дури реагира од Европската Унија и да ги предупреди дека ќе ги казни Италија, членка на Европска Унија. Па Силвио Берлускони, премиерот, тамо нешто. Војска пушти. И така натаму. И како они го решија проблемот? Го решија со камиони, да, со собирање на ѓубре интензивно. Епидемиолошки, како избегна? Го совлада проблемот со спалување, со користење на сметот како енергенс. Го гореа во инценератори специјални. И конечно го совладаа со дисциплина, со големи казни. Значи, кај нас, ако не профункционира дисциплината, а дисциплината ќе профункционира само ако се лоцираат виновниците и се казнат строго, тогаш ништо не правиме, се во ова ќе биде само кревање џева, кревање галама пред избори. Емисијата ја завршив со вас. Фала ви многу за сите овие совети. Пар прашања. Кои остануваат да висат, не мора да ги шириме. Дали е точно дека беа забранувани постмортем обдукции на заболените од ковид? И зашто не се вршеа? Мислам дека на почетокот не се работеше за забранување, туку за страв да ги прават вакцините, аутопсиите,
Ти не се знаеше колку е Зашто заразна не се болест? знаеше со кого имаш работа. Дали е... Мислам дека официјално никогаш немало забрана за вршење обдукција. Возиш мотор уште? Стар мотореџија си. Возам. Што имаш мотор? Suzuki Intruder M1800R. Уште го возиш? Уште. Идеш на автопат да кренеш малку? Понекогаш. Дозволена брзина, тоа збор. Да. Со мина позади? Не. Не. Едносет ми е направен. Така. Од превентивни причини. Ако таа не може да се вози, да не качам некоја друга. Добар си. Докторе, колку години си во пензија? Од 2020, така? Од 25. 5 години во пензија. Сега на 1 октомври 5. Она што сакам на крај, како што почнав со воведен збор, така и ќе завршам. Твоите јавни настапи не беа иницирани од ничии интереси, од бизнис интереси, од државни, од СЗО. Тие беа исклучиво христијански, човечки, од емпатија, како добриот самарјанин кој им помагаше на луѓето. Оние, ова е мое, оние, бидејќи си ми куќен пријател и можам да кажам слободно, те доживувам како брат од друга мајка, брат во Христа, навреда кон тебе е моја лична навреда и ја разбирам дека и ја не сум секому омилен и ти, но не можам да разберам некој мене да ми пишува зло за тебе, кога заедно стоиме и се причестуваме. Значи, до вас, не сакам да го смените вие вашето мислење за докторот, тој е ваш проблем, но fuck you од кај мене и подалеку да не ве гледам, да не ве читам, или банирајте ме, или ќе ве банирам. Вашите мислења не се добре дојдени. Демократијата ви дава право на вашиот зид да пишете што сакате. На мој двор, у моја куќа, ќе се облечеш кондори, ќе ми бациш рака и ќе седнеш пред да добиеш толумба и боза, да те послужам како човек. Тоа е мојот принцип, моето гледање, може би ви е арогантно, ја работам од исти причини како и ти, бесплатно, немам спонзори, ти немаш фармаколошки договор, па немам ни јас спонзори, некого да бранам, си ги бранам здравиот разум и став. И вашите лицемерни, злобни коментари, ве молам задржете си ги за себе. Од друга страна, уште еднаш да ти се заблагодарам. Што го спаси, што му се најде на брат ми Горан во оние тешки моменти, кога никој немаше во тоа два сабајле. Ти благодарам што многу пати за мене лично и за моите најблиски, дури и кога не сум ти барал, си бил тука како да си ми личен лекар, иако имам свој лекар и така натаму, секогаш си помогал, секогаш си се јавил. И од име на оние стотици, илјадници, кои лично ги знам и кои ми кажувале како несебично си им помагал и шаком и капом, што викаат марсовците, да ти се заблагодарам. Не знам дали ќе имам друга можност. Ако ја имам, ќе бидам пресреќен. Сакам да стои ова, затоа што ова видео, ова јавно обраќање ќе го слушаат нашите внуци, правнуци и нека знаат каков човек бил доктор Драган Даниловски, ако ми веруваат мене. Не мораат. Ја уште еднаш ти благодарам. Остани, те молам, што е можно подолго, како ми идат годините, човек како тебе не се наоѓа. Ја немам друг кому можам да му се јавам у еден сабајле да ми крене и да тераме празен муабет,
абе ме боли главата да ти се јавам. Се поише наши си замина, се помалку не има, а се позлобни има се повеќе. Те молам, продолжи вака, правиш добра работа, чисто од љубов. Фала ти уште еднаш, ти се поклонувам и ти бацувам рака. Ти благодарам, јас тебе исто така ти возвраќам. Би рекол, морам 3 збора да ти вратам. Ова што го оставаш како трага, која снимка и сите други снимки, ќе останат како сведоштво и за сегашниве наши современици, но и за идните генерации, дека постои еден редок, многу редок примерок на страотно истинољубив професионалец во новинарството. Фала ти многу, тука заврши за мене. Фала ти. Фала ти. Кога ќе заминам, можеш реч да одржиш на опелото. Ти благодарам многу. Тоа беше се за вечерва. Јас се надевам дека нема да имаме друга причина, некоја драматична. Причината беше ова со ѓубрево и ризиците кои се носат, но многу ме фасцинира муабетот и твоето познавање и се надевам барем во врска со новата вакцина за рак која велиш дека е револуционерна и се надевам дека барем за неколку месеци ќе имаме некои нови сознанија, уште една емисија да направиме за ова затоа што многу ме фасцинира, а најверојатно дека ќе го пробам имбревективно. Кажи. Имаме уште една минута. Имаме, како не. Ама и тој пронајдок и многу други, и еден куп антибиотици што се најдени, апсолутно не ќе беа стварност ако не беше примената на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција, мислиш? Дефинитивно. Не ја фативме. Вештачката интелигенција Искажи се. е нешто што значи револуција не само пред се во медицината, ама и воопшто во цивилизацијава наша. Зошто? И мислам во дека медицината сметаш дека заради математичките проценки и аспекти кои ги разгледува? Заради тоа што во медицината конечно докторот нема да мора цело време како писар, како на бескрајна лента да прегледува пациенти, туку ќе му вештачката интелигенција ќе му штеди време. Ќе му штеди време за да може докторов поквалитетно да посвети внимание на пациентите. Има ли закани? Има закани, да. Може да се злоупотреби, може. Ама нема да опасноста не е од машината. Опасноста е од човекот. Батали го тој морално-етички контекст. Кажи ми за медицината, зошто сметаш дека е битна? Ја мислам дека ќе помогне во физика, во математика, во пресметки, во хемија, во наоѓање некои формули, но викаш дека во пронаоѓање на овие работи заради калкулациите на многу аспекти, токму ова ќе ни штеди? Па, вака сега ќе импровизирам малку. Вештачката интелигенција може нов молекул, нов лек, нов препарат, антибиотик да речеме, да го пронајде за еден ден. Ако не би била, би требало 10 години тим научници да работи. Ете, чисто ради компарација. Во нова епидемија сакаш да кажеш дека уште пократко време на Дефинитивно. реакција ќе имаме. Ова е она што се вика на англиски breakthrough. Нешто што е револуција, е пресвртен момент во развојот на медицината, за мојот домен ќе кажам. Па со вештачката интелигенција, ако квалитетни податоци внесеш, значи битно е какви податоци внесуваш за да произведе веродостојан одговор. Со податоци од одредени состојби, да кажеме, не знам, заболување некој или епидемиолошка состојба некаква. Многу брзо вештачката интелигенција ќе понуди решение и тоа со веројатност и ќе даде неколку опции. Потоа, извонредно штеди време во пребарување на литература, во средување на референци.
Ја користиш? Ја користам кога имам потреба да пишувам нешто. И задоволен си од резултатот? Па ако за 5 минути ми наоѓа 100 референци, вештачки, а мене ќе ми треба 5 дена, е теја споредбата. Така што мислам дека представува навистина револуционерна придобивка пред се за диагностиката. И докторот со помош на вештачката интелигенција, имајќи ја на располагање, ќе се претвори не во диагностичар веќе, зашто дефинитивно ви ќе биде супериорно. Туку ќе се претвори во советник за здрав живот, советник за здрави навики. Што е уште по... Затоа што иднината на медицината не е куративната медицина, реактивната медицина. Да чекам да се разболам, па ќе те лечам. Иднината на медицината е во превентивата. Идната медицина ќе биде предиктивна, ќе биде персонализирана и ќе биде превентивна. Да не им биде... Тоа е вистината. И еден инфаркт со помош на вештачката интелигенција ќе може да се предвиди 10 години пред да се појави. А не откако се појави да го лекуваме. Ануеризм? Значи, вистината на медицината е во превенцијата, персонализацијата и предиктивноста. Да не ви биде апстрактно што го говори докторот, ја ова го правам веќе година дена, искрено кажано, за да не заборавам многу работи, на вештачката интелигенција си отворив еден файл, во која што целата историја на сите мои болести кои ги памтам од детството наваму, до анафилактички шокови, до какви реакции на одредени лекови ми биле давани, не ми давани, зашо знам реакции ова и она, до денеска се што имам со лабораториските наоди мои, кои во PDF му ги давам, ми направи на крај една листа, не викам каква корист имам ја од целава моја исповед, ако кога наново кога ќе почнам, све мора одново, не памтиш. Ми рече точно, но ми изработи една листа, чувај го фајлов. Пред да почнеш кога ќе имаш нова лабораторија и така натаму за консултација, ја ја користам како third или second opinion, како второ или трето мислење ја користам, откако ќе бидам, нели, кај нашиот пријател. Прво ми е твојот, па ќе ме упатиш кај ти твојот, па ќе отидам кај него, тоа е второто и ово е третото. Значи, само фајлот му го давам, он има цела визија точно што сум преживеал во моите 63 години и дали тој лек е добар или можеби нешто направил превид лекарот, кои ми се ризиците и така натаму. Чекај, имаш хипертензија, пиеш блоксан, блоксанот не кореспондира со ова, она, ваму, таму, затоа тоа е баснословно. Значи, сите вие, почитувани, особено вие постари години, па какви постари бе? Сите вие ова да си го правите од лична корист. Ете, тоа е за вештачката интелигенција. Инаку морам да кажам дека нема да ја завршиме како за крај, никогаш вештачката интелигенција не може да го замени докторот. Заради тоа што нема интелигенција. Заради тоа што нема емпатија. Не може. Значи, таа самосвест нема да се случи, кој што сака нека ми избори. Тоа го знам, ќе биде фантастична алатка, ќе симулира интелигенција, ќе симулира све, ама нема да ја има самосвеста. Ќе глуми дека има самосвест. Нема. Така. Тоа да се има не. Тоа е еден надприроден, квантен, надреален момент во универзумот и го имаме единствено ние, никој више, ништо више. Кој што сака нека збори. Докторе, мерси боку. Аншоте. Бон воајаж. А вие, почитувани гледачи, благодарам за вашето внимание. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.